Македонскиот здравствен систем пред целосен колапс поради намерите на власта да ги намали платите на вработените во Фондот за здравствено осигурување. Тие од понеделник стапуваат во штрајк. Ке нема исплати на породилните и други боледувања. Ке нема пари за матичните лекари, ниту плати за вработените во јавното здравство. Ке нема ниту исплати кон аптеките за лекови кои се на рецепт. Сакаме да се заблагодариме на досегашната поддршка и разбирање на граѓаните лекарите од јавното и приватното здравство, кои ги поддржуваат вработените во нивните барања и се на страна на вработените во Фондот за здравствено осигурување и имаат разбирање за нивниот проблем со платите. Од синдикатот на ФЗОМ велат дека на шалтерите ќе има само по едно лице, кое ќе работи само на неодложни задачи, како воведување на малолетници во осигурителниот систем, покритие за хоспитализирани пациенти или лекување во странство. Оттаму предупредија за ова уште во понеделникот, кога во знак на револт излегоа на протест пред просториите на фондот. Порачаа дека ова доаѓа откако владата препорачала намалување на нивните плати за 21%, што пак засега над 800 вработени, од кој на дел примањата ќе им паднат под минималната плата. Од Министерството за финансии пак не отстапуваат. Велат, буџетот на фондот немал пари за плати. Обезбедувањето на средствата би било возможно само со пренамена од други расходни ставки, а тоа би значило дека за зголемување на платите на вработените ќе треба да се скратат средства за лекови и здравствени услуги за граѓаните. Синдикатите и раководството на фондот лани постигнаа договор за покачување на платите во висина од 15% во неколку фази, додека пак одлуката за намалување од 21% се уште не е донесена. Таа во моментов е заглавена кај управниот одбор на фондот, кој е длабоко поделен и без мнозинство.